Економската несигурност кај младите брачни парови доведува до развод, според струмичани. Во однос на мислењата за најчести причини за развод кај женската популација се економската нестабилност, додека пак мажите сметаат дека додека има љубов и трпение, се може да се надмине. Повозрастните граѓани велат дека младите родители кога се во фаза на развод, ретко помислуваат на децата и како тој развод би влијаел врз нив. Има многу причини. Од работување до се. Не се материјално осигурени, така да се принудени да работат по цел ден жените. Десам кој да ја гледа, има многу причини. Јас од моја гледна точка не гледам така. Не е битно материјалните добра, него не знам, може да е променен свет, да се оставаш како они веројатно се биле дечко и девојка, веројатно се знаеле кој што се, като и јас имам дома супруга и това не е толку така едноставно. Јас не се согласувам. Од една страна мислам дека финансиска, од финансиска гледна точка, друго некои од многу пари не знаат што да прават и некаде од неслога, значи измеѓу два партнери, мажот и жената, и или жената ќе си најде некој модус, начин да излезе некаде, или пак мажот ќе фати. Тука веќе децата страдат. Што е развод? Што е да немаштина па се сваѓају због пара? Од финансиска гледна точка, најчесто според мене се караат заради пари, а тие пак што имаат пари ги удира мокта во глава. Има и такви кои скоро цел ден го поминуваат на смарт телефоните. За инејци пишуваат со разни пријатели и познати секакви пораки. Тераат инајет едни на други. Ние повозрастните го знаеме тоа и ретко кој од нас би се развел. Ние сме поискусни. Да се освети едно другоме, жена жени, муж и така. Според Центарот за социјални работи во Струмица, најчеста причина за развод кај сопружниците е живење во ист дом со постари членови на семејството. На второ место, како причина за развод се наведува семејното насилство, а како трета причина неверството. Потоа следи економската нестабилност, употребата на наркотични средства, нетрпението и други причини. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучените бракови во 2015 година во споредба со претходната е зголемен за 2,7% или вкупно 14.186 склучени бракови. Бројот на разводите во 2015 година бележи намалување од 0,5% во споредба со 2014 и изнесува 2200 разведени бракови за минатата година. Струмичани сметаат дека младите најмногу се разведуваат поради економската несигурност и тоа што честопати се нетрпеливи и лесно избувливи.